Добар ден, драги мои, добре дојдовте во новото издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач на ова шоу. А на денешното мени, специјално за вас, ќе спремам свински стек со јајце на око или поширано јајце, ќе испржам многу убава и вкусна есенска буковка и ќе ја искомбинирам со компир направен на посебен начин, во светот познат како веджис. А за она сладко и мало задоволство на крај, ќе направам белгиска вафла. Веднаш почнувам со припрема, гледајте не. Денес спојуваме класика и задоволство. Сочен свински стек со веджис компири и буковка, а за крај златна белгиска вафла. Баланс меѓу сила, вкус и сладко задоволство. Свински стек со јајце на око или поширано јајце, секако буковка и веджис компир, кој ќе го зачиниме со свежи зачини. Ќе ставам малце и листови од целер, ќе ставам и нане и вкусот ќе биде единствен. Многу интересно да се сготви свински врат. Јас денеска од него ќе направам едно убаво парче од 2,5 сантима, ќе окрстиме свински стек. Од озгора ќе видам дали ќе испржам јајце на око или ќе направам едно поширано јајце, ќе го искомбинирам со свежи буковки и со веджис компир. Свинскиот врат е месо кое е навистина многу интересно затоа што е многу шарено. Убаво е да има малце маснотија затоа што токму таа маснотија го дава и вистинскиот вкус на месото. Така да, можеме да го готвиме на многу различни начини, а како денеска јас ќе го сготвам, гледајте. Драги мои, денеска имаме многу работа. Ќе правиме многу интересен главен оброк, главно јадење со свинско месо, избрав да биде врат. Имаме веджис, имаме буковка која ќе ја испржам на путер и малце масло со зачини и шлагот на тортата за денеска се белгиски вафли. Почуваме секогаш со месото. Со добро науштрен нож ќе исечеме вака по 2 сантима парчиња убави од месото. Овие ќе ги ставам на страна, а овие двете ќе ги искористам. Ете така. Со помош на коноп ќе ги врзам со цел да задржат формата. Стегнете убаво и заврзете во чвор на крај. Одлично. Свинското месо е месо кое навистина многу се користи, многу се готви и многу сакам да готвам свинско месо. Посебно свинско ребро, а некој ден ќе ви изготвам дивко готвено. Ќе ви покажам едноставно, лесно, а превкусно. Парчињата месо сега ќе ги посолам и ќе им додадам малце бибер. Става малце брашно, кој ќе помогне месото да фати убава кора. Пред да ги ставиме да се пржат, ќе го истресам вишокот на брашно. Треба да имаме само еден нежен, убав слој од брашното, ништо повеќе. Одлично. Сега ќе ги оставам малце. Половина час, 45 минути е многу окей месото да остои надвор, да омекне пред протеинот, а тек потоа да го обработуваме. Ќе почнам да спремам и белгиската вафла. Што ни треба? Брашно, шекер, пecivo и малце сол. Ставиме све во еден сат и добро ќе промешаме. Секогаш треба брашното кое го користиме да го просееме пред да го употребиме. Откако вака убаво ќе ја соединиме смесата, во друг сат ќе додадам
млеко, растопен путер, 2 јајца, ванилин шеќер и за дополнителен вкус ќе додадеме малце коњак. Сега целата оваа смеса вака добро ќе ја соединам. А потоа нежно ќе ја додадам во другиот сад каде што се останатите состојки и многу внимателно ќе ја соединам. Не употребуваме миксер. Вафлите ги правиме рачно. Белгиската вафла е широко препознаена во светот не само по незината текстура, него и по сите оние кремови, овошја и што све не ставаат од озгора за да биде секој пат повкусна и повкусна. И навистина народот многу ја сака. Најевтината варијанта за сите нас е да си ја направиме дома и да ја јадеме со она што сакаме, нели? Најмногу да јадеме. Јас ја сакам со крем, ја сакам со сладко од зелени смокви. Има многу комбинации. Вака, јас сега ја соединив и ќе ја оставам на страна да отстои барем 30 на минути. За тоа време ќе направиме многу интересен главен оброк. Ќе ви објаснам сега месото како да го припремите, како да направите веджи с компир, многу едноставно. Тавчето се загреа и ќе додадеме малце масло и откако маслото ќе се загрее, ќе ги додадеме парчињата месо убаво да се испржат од двете страни по неколку минути, а потоа ќе ги префрлиме во друг сад и ќе ги оставиме во рерната да се одржуваат на 60 на 65 степени, додека ние ги готвиме другите додатоци како гарнири, месото да биде топло и да се одржува на температура. Така ќе биде многу меко и вкусно кога ќе го јадеме. Печурките ќе ги испржиме многу едноставно. Ќе го уклучиме шпоретот на средна према висока температура. Од кога се загрее тавчето, ќе ставиме малце масло, малце путер и печурките ќе ги ставиме да се пржат. Претходно, бидејќи буковката е сплесната печурка, ќе ја разделиме на парчинца. Месото го свртевме и од другата страна. Сега ќе додадеме малце масло во загрееното тавче. Одлично. И, како што кажав, ќе ги додадеме буковката. Ќе додадеме бивер и сол. Сега, го зимам веджисот. Компирите претходно ќе ги сварите. Тивко, полека, без брзање. Откако ќе бидат добро сварени, ќе ги трнете на страна, ќе се оладат и ќе ги ставите во фрижидер добро да се оладат. Како ќе проверите дали компирот е навистина добро сварен? Ќе земете едно стапче за раженчиња, тие дрвените, и само пробајте да го прободете компирот. Доколку стапчето едноставно и лесно влезе во компирот, тогаш компирот е готов. Компирот веджис е многу познат, откако добро ќе се олади, го сечеме на половина, а потоа половината ја сечеме на 3 дела со цел да добиеме вакви убави клунови. Буковката се карамелизира на путер. Добива боја и мирис што го враќа вкусот на шумата во секој залак. За да направиме правилен веджис, потребен ни е еден сат со длабока маснотија и жица по можност. Температурата на маслото во кое што треба да го пржиме веджис с компирот треба да биде 180 степени. Компирот треба, бидејќи е претходно сварен, од дозгора да фати убава крцкава коричка, а внатре да биде мек и душа како пире. Печурките се готови. Сега во печурките на крај ќе додадам и малце лукче.
лукчето навистина ги прави печурките да бидат многу вкусни. Одлично. Одлично. Печурките се готови и ќе ги ставам во еден длабок сад и садот ќе го покријам со најлонска фолија. Вака, со најлонска фолија, ставаме во рерна да се одржува на температура, како што кажав, од 65 целзиусови степени, да бидат убави и вкусни. Сега, она што треба да го направам е да ставам маслац, моја кравица во месото и да додадам малку мајчина душичка. Да дадеме дополнителен, шубаво. Еве го путерот. Ќе се растопи и путерот. Одлична боја. Свинскиот стек шушка во тавата. Златна кора, сочна внатрешност. Мирис што ја исполнува кујната и буди апетит. Еве го, мефцето сега ќе го извадиме. Маслото ќе го вратиме на оган, а месото ќе го ставам во рерна, како што ви кажав. Во маслото и во путерот ќе додадеме малце брашно, убаво да се испржи, не многу, малце, затоа што сега ќе додадеме црвено вино. Чим брашното почне да се пржи, ќе го додадам виното и на тивок оган ќе го динстам се додека не ја добијам потребната густина. Одлично. Откако ќе ја добијам густината, ќе додадам малце павлака за готвење од Бемилк. Одлично. Сега оставете на тивко, нека си се готви сосот. За тоа време, јас ќе го ставам веџисот да се пржи, затоа што мислам дека веќе е загреано маслото. Да, баш како што треба да биде. Веџисот секојаш има големи парчиња од компирот и секојаш се како клунови, меѓутоа неправилни по големина и по дебелина во зависност од тоа каков е нели компирот. Сосот е готов и сега се што треба, бидејќи во него го пржевме месото, да го процедиме, за да биде комплетно елегантен. А откако ќе го процедиме, ќе додадеме свежи, сецкани, зачини, мајчина душичка, босилек, магдонос, малце нане, за да го збогатиме вкусот. Додадам уште малце. Во меѓувреме ставив да се загрева повторно тавче. Ќе направиме подлога за месото. Од срединката на лебот, со помош на модла, ќе извадиме кругче во големина на месото. Ќе го ставиме во јајце и млеко и ќе го испржиме на маснотија. Пржени кришки би рекле ние народно. Сосот е готов. Истата процедура. Ќе го покријам со најлонска фолија и ќе го ставам во загреената рерна на 65 целзиусови степени. Ова е потребната модла за денеска. Ки сечам 2 парченца. Во изматените јајца ќе додадам малце млеко и малце сол. Убаво ќе измешам.
Температурата е одлична, да го проверам веджисот, на добар пат сме. И сега ќе ставам малце путер. Ставам да се пржат во загреаниот путер. Треба да фатат убава кора од двете страни. Всушност, што е поентата со оваа подлога? Сокот што ќе го испушти месото ќе навлезе во лепчето и лепчето ќе стане највкусно на светот, верувајте. Додека тоа си се пржи, јас во исто време ќе почнам всушност да ги правам и вафлите. Што ни треба за вафлите? Уште еднаш добро да ја измешаме целата оваа смеса. Одлично згусната. На нашиот сајт, на нашата веб продавница 4сезони.mk имаме и многу апарати кои се многу корисни за домакинствата. Во овој случај станува збор за мојот омилен апарат, тостер, меѓутоа имаме за да направиме тост, имаме да направиме вафла, сега ги наместив модлите за вафла. Кога сакам да правам тост, ставам дел за тост. Кога сакам да правам, да потпечам убави лепчиња, ставам друга подлога. Значи, 3 различни подлоги за 3 различни намени, кои секако се многу корисни и потребни во нашите домови. Прво што треба да направам е да ставам путер во апаратот, бидејќи е претходно загреан. Ставаме путер, можеме и со четка да го нанесеме, или вака, многу едноставно. Ќе го поклопиме на секаде да имаме од путерот. Подлогата секогаш мора да биде масна, за да не се залепи смесата. Еве ги пржените кришки се готови. Морам да го видам веджисот. Многу му се радувам на веджисот, драги мои. О, браво, видете ја бојата. Видете ја бојата, меѓутоа веджисот се уште не е готов. Треба да добие уште поубава и порумена боја. Ке го покријам, а јас сега да видам да ги ставам вафлите да се печат. Тестото се претвара во златна вафла со совршена текстура. Крцкаво однадвор, меко внатре. Мирис на ванила и путер, вкус што не се заборава. Нежно ќе го поклопам и ќе оставам. Веджисот е готов. Сега има уште едно трикче. Откако ќе го ставиме во друг метален сад, што треба да направиме веднаш? Прво да го исклучиме шпоретот. Потоа да нанесеме свежо исецкани билки, додека се уште компирот е масен. Да додадеме ситно рендан пармезан. Вака ќе го промешаме и него го додаваме во рерната на одржување. Го загрееме путерот, ќе го додадеме прстенот и откако убаво ќе се растопи путерот, во него ќе додадам едно јајце и ќе го испржам на око. Жолчката треба да остане течна, значи да не е препечена. Одлично. Ете го јајцето и сега ќе почекаме убаво да се испржи. Малце сол. Прво ќе го извадиме прстенот. С помош на француска лажица. Јајцето ќе го ставиме на едно тањирче, а веднаш ќе го вратиме прстенот
ќе го додадеме другото јајце. Ќе го зачиниме малце. Се обидеме жолчката да ја наместиме да биде во средината. Одлично. И ќе го посолиме. Одлична боја на вафлите. Ајде да ставиме други маснотија има од претходниот пат. Јас сум спремен со се и останува само да сервираме. Испржените лепчиња ќе ги ставиме во чинијата. Испржените парченца мевце ќе ги додадеме на нив. Одозгора ќе ставиме по едно јајце. Така, на око. Ќе додадеме неколку од компирите веджис. Додадеме од буковката и на крај ќе прелиеме со сосот. Ставиме измеѓу. Сосема доволно. Драги мои, ова е оброк за вистински гурмани. А сега ќе ги направам и вафлите. Видовте колку едноставно се прават, а нема човек на светов што нема да им се израдува. Ајде ќе сервирам само една вафла. Дадеме джем од кајсија, мојот омилен джем, а витаминка го прави најубавиот. Ќе ја пополниме прво вафлата со джем. Одозгора ќе ставиме малини, во кои додадов шекер и ги ставив малце на оган да ги обработам термички за да бидат како сладко. А врз сето ова ќе додадеме и убаво прав шекер. Едноставно, вкусно и лесно. Десертот секогаш треба да биде вкусен, лесен и едноставен. Нека ни е на здравје. Стек со совршена кора, буковка што мириса на путер и вафла што крцка под лажица. Едноставен ручек што се претвара во вистинско уживање. Свинското месо е едно од месата кои најчесто се јаде во нашите семејства, во нашите домови. Кога ќе го искомбинираме и кога ќе додадеме мал новитет, ќе добиеме вистинско ново доживување. Затоа, не плашете се, пробајте, направете го овој убав стек и вистински уживајте. Меѓутоа, морам да ве потсетам и не смеете никако да заборавите да го посетите нашиот сајт или нашата веб продавница 4сезони.mk, каде што ќе најдете се што ви е потребно за да можете вака да сготвите дома и за вашите најдраги. И секако морам да ве потсетам уште една работа која е многу важна. Посетете ги нашите канали на YouTube, Instagram и Facebook. А зачленете се или регистрирајте се во веб продавницата и ќе добиете изненадување.